Драги гледачи, добро утро. Денеска е 6 мај, голем ден во православното христијанство, посветен на светиот великомаченик Свети Ѓоргија, чие име го носат многу манастири и цркви. Неговото житие вели дека тој во името Христово и христијанската вера поминал многу маки и страдања од страна на царот Диоклецијан, при што Свети Ѓоргија се молел на Бога и Бог, услишувајќи ги молитвите, го излекувал. Денешниот голем пролетен празник исто така во народот се нарекува Ѓурѓевден. Овој празник не само што е христијански, туку се празнува скоро низ целото население во Македонија, што укажува на универзалноста на истиот и го слави будењето на пролетта и животот воопшто. По тој повод, денеска со нас во студиото ја повикавме Јасмина Мазгалиева, која е дипломиран етнолог. Јасмина, добре ни дојде во Утрински пулс. Благодарам на поканата. Добро утро на гледачите. Сакам да те прашам, дали има некој посебен поздрав за Ѓурѓевден од Сабајле, што се вели, или преко денот, например? Па, за посебен поздрав може би постои, но сигурна сум дека постојат голем број на песни кои што се пеат во името на Ѓурѓевден, кои што внатре во самиот израз на народното пеење ги содржат нели сите атрибути кои поврзуваат со будењето на пролетта, со цвекињата, со разбудувањето нели на со зеленилото, со тревите, со тревите. Еве сега кога доаѓав на студиото, сите луѓе си има во џебовите некоја тревка, си носат или да закачат на своите врати, на своите прозори, и тоа сигурно одело и преку песна. Сега денес можеби луѓето веќе ги забораваат песните кои се пееле за текот на празниците, но тоа во народното пеење и во народниот фолклор се уште си постои, да. Јас во тој контекст еден изводок, или тоа е цела песна, не знам, од интернет симнав и би сакал да ја прочитам, да го прочитам тој изводок. Кога начас горо се промена горо во цутои. Во цутои горо и цвекиња, и со шума горо и со трева. Од роса ми трева разелена, од ветар ми шума разлистала. Значи, ова песничка, сигурно имаш ти слушнато и обработувано и така натаму, од каде потекнува, затоа што не е наш дијелект, и добро да позборуваме малку за символиката што има внатре. Па, сигурно некаде по дијелектот од Западна Македонија, колку што можем нели да препознам. Значи, символиката, како што реков, ги има сите елементи и символи кои што нели инклинираат кон тоа како природата се буди, како нели првата роса заросува, нели водата има посебно значење на прочистување на целата енергија, измивање на цела. Да, и затоа нели се спомнуваат и сите овие елементи кои што и тоа е символиката при пеењето, нели. Гора, цвекиња, трева, ново будење, значи нов почеток и така натаму, нели, што подоцна може да објасниме за значењето на самиот Ѓурѓевден, зашто луѓето го слават. Овие песни дали се пеат специјално од некои одредени групи на, например, младите девојки? Најчесто жени, млади девојки, да, тие најчесто ги пеат. Од Сабајле, што е тоа да се оди на... Ај, подоцна ќе разговарам сега. Прво малку за тебе да ги запознаеме гледачите. Кажи ми, што е тоа што те натера да се запишеш на факултетот на етнологија? Па од секогаш мисламе, додека нели бев во средна школа, од секогаш нели ме побудувало тоа да ги запознам другите култури, а посебно и нели нашата култура. Нели поврзано со нашите традиции, јазикот, обичаите, верувањата и сите тие норми и вредности кои што ги поседува нели нашиот народ. И тоа беше нели првиот мој мотив да се запишем, и не знаев дали постои овој факултет во Македонија, но кога видов дека постои таква катедра, си реков да запишем, нели, не сакам, мислам дека повторно би се запишала, ако бидам пред избор, повторно би го направила истиот избор. Тоа значи дека многу убаво си помина и на факултетот и очекуваше тоа што очекуваше. Те се исполни таму со тоа што се студира? Етнологијата е наука, мислам, интердисциплинарна наука која те запознава со многу, ти дава широк спектар на знаење, те запознава со многу култури, запознаваш преку учењето, ги запознаваш како луѓето всушност размислувале, не само во минатото, туку и денес.
Тоа е стварно, мислам, една широка, и методите кои ги стекнуваш на факултетот, нели, методите на истражување, подоцна може да ти користат и во секојдневниот живот и како, нели, да се снајдеш на пазарот на трудот, како и мислам во сегашни услови како да истражиш некои работи кои, нели, антропологијата, самото значење на етнологијата е етнос, нели, поврзана со народот, а не има повеќе гранки. Во западниот свет тоа се нарекува антропологија и антропологијата, нели, содржи повеќе гранки, имаш социјална антропологија, културна антропологија и така натаму. И проучување на човекот воопшто и неговото однесување во средината. Да, воопшто минато, сегашно, сиднина и така натаму. Тоа секогаш ќе поврзаш ти богат спектар, значи, на работи кои што можеш да ги изучуваш, но исто така се што е поврзано со човекот се разбира дека е многу интересно, затоа што сме, нели, се сметаме за посебен вид. Така. Кога би те прашал некој во 2-3 реченици што се учи на факултетот, што би му кажал? Па на факултетот се изучуваат, значи, посебни култури на повеќе народи, значи имаме предмети од етнологија на европски народи, етнологија на Африка, на сите, мислам, сите континенти што постојат. Се што постои. Човек. Да, се што има човек. Тоа се, нели, светската етнологија. Тука се вклучува и посебно, значи, се става акцент на јужнословенска етнологија, етнологија на балкански несловенски народи и значи етнологија на македонците, се разбира, материјална и духовна култура на македонскиот народ. Значи, овде спаѓа се што можеш, од митологија, од ритуали, од обичаи, верувања, се народни верувања, фолклористика, значи, книжевност народна, се што можеш, се што е поврзано со доста интересно. Да, со традицијата и со обичаите на еден народ, јазик, дијалекти, значи. Така. Богата ли е нашата историја во однос на тоа, во однос на другите европски народи? Па секој народ си има своја специфика, аз така би рекла, но македонскиот фолклор, македонската митологија, македонските обичаи, сега, нели, кога зборуваме за Македонија, тие се доста интересни и доста интересни не само за нас, за македонските етнолози, туку побудуваат интереси кај другите етнолози, посебно јужнословенските народи и народите кои што, нели, словените, источни и западни словени, тие доста се цитирани нашите обреди во многу такви, нели, книги кои кај другите етнолози кои се проучувале, нели, етнологијата на овие простори. Етнологијата или обичаите или верувањата или конкретно некој обичај или обред и така натаму. Зошто е тоа така? Па затоа што тука се уште во Македонија, мислам, и кога, нели, некој етнолог ќе направи некој филм, документарец, тој на некои документарни филмски фестивали зима прва награда, затоа што се уште се практикува битовото во кај нас, знаеш. Се уште обичаите се такви какви што биле во 19 или во 18 век, знаеш, и тоа си продолжува. Не излегле од рамките на оригиналното, да. Значи, некаде во урбаните средини или некои села кои што, нели, се поблиску до урбаното, тие може би изгубиле некои од елементите на тоа битисување, тоа старото, нели? Но сепак одредени реквизити кои што, нели, се задржале, зборуваат за континуитетот кој што, нели, го имат обичаите. И затоа може да се каже дека имаме традиција. Без континуитет не можеме да кажеме дека имаме, нели, традиција и на практикување на некој обред. И затоа, нели, се уште сме интересни за таа фела. Ние просто живееме во етнологија. Кога ќе одиме во некои села во Западна Македонија, ние се враќаме назад во времето. Значи, во Македонија се случуваат паралелни светови, паралелни чествување на нештата, нели? Не можеш и мене да ми кој зборува. Во ред, од кога можеш ли да ни кажеш некој обичај кој датира многу оддамна, например, од кога најстаро што може да ти текне во моментот? Во моментот не можем да се сетам. Има, мислам, секој обичај, да кажеме, е поврзан со нешто кое што, нели, бидејќи овде народите се мешале, не може да се каже дека да, тоа е обичај на јужните Словени, но кога ќе видиш длабоко, кога ќе продреш во неговото изучување и, нели,
Некаква симбиоза настанува. Да, и ќе видиш дека нели или е поврзан со Дионисите и во баханалиите во Грција, или е поврзан со Тракија, или значи си има поврзување, значи тоа не е можеме да зборуваме само за обичаи на македонците и тоа е тука, нивни. Не, тоа си има, не може да се гледа изолирано, да. Може во некои случаи, ако зборуваме за изолирана култура, изолиран народ, тогаш можеме да кажеме дека да, тоа е автентичен. Например, Исланд? Или? Па не, тие си имаат поврзување со Норвешка, Данска, значи тоа се некои значи спаѓаат во групата на тие народи, на англосаксонската, ми се чини, да. И тие си имаат своји генези таму, кои што нели се слични нивната митологија, кога ќе ја погледнеш. И така натаму, нели, сега да не... Да не одиме нагоре. Да не одиме нагоре, да. А кои народи се изолирани, така има посебни, значи има посебни племиња, еве да кажеме хунзите, кои што нели се доста актуелни во последните години. Се поврзуваат со... Да, се поврзуваат со изолираноста. Значи, се зборува за изолираност затоа што тие живеат на Хималаите на 5-6 илјади таму, не знам колку. Сакал некел мора да се изолиран. И кога си недостапен, кога не разменуваш информации со други луѓе, и така натаму, нели, тоа Бронислав Малиновски, антропологот, многу добро го, ако сака некој да го проучува, многу добро го искажал во неговите нели методи на истражување. Значи, кога народите не се мешаат, кога немаат разменување, било преку пазар, било преку трамп или така натаму, тие не се во допир да си пренесуваат информации и затоа остануваат изолирани. Добро. А најстар обичај не можам сега, не ми текнува, мислам, не можеме да кажуваме за староста, нели? Ако почнеме да истражуваме некој обред, тој самиот се зборува за себе колку е тој стар и колку не е. Сега не можеме да генерализираме, да, тој е најстар, тоа антрополозите не го прават. Практично потребата од нешто, например, еве, овој крај е земјоделски крај и обредите можеби се изменувале, но сепак целта е таа да општи со природата на некој начин. Да, па сите обреди, верувања, религиозни, митски слики и така натаму кои што ги создавале нашите народи, биле поврзани со тоа што веруваат, бидејќи биле или најчесто се занимавале со земјоделие, аграрни нели дејности или сточарство, значи ги поврзувале, нивните верувања биле поврзани со верувањата во нели во боговите кои што се поврзани, да, кои што се поврзани со атмосферата, тие биле соларни или други нели богови кои што се поврзани на дождот, на водата. И исто така верувале во тие подземните некои демонски суштества и други некои митолошки суштества кои што биле поврзани нели со аграрните елементи, да, елементи кои што нели дождот е потребен или да се смири или да дојде и така натаму. Значи се е поврзано со нивното действување како и денес, нели? Така. И денеска на вистина некои работи, а луѓето се веруваат дека така е всушност, дали го поврзуваат. Затоа што се им е поврзано со тоа, ако поседеш нели да никне па за да екзистенцијата е таа која те поврзува да. Што мислам дека е многу добро. И ти како етнолог се разбира веројатно сакаш да не исчезнат некои работи, да си траат да ги има низ народот. Да. Океј, дали контактираш со други колеги од Балканот и од светот, да кажеме? Па, кога студирав, неминовно беше нели да одиме на конференции, да истражуваме, да имаме наши излагања. До ден денес се уште користам етнологијата затоа што нели работам во проектниот во изработка на проекти, па некои проекти се поврзани директно со наследството, со истражување. Еве, некни имав гости, едни хрвати, кои што ги истражувавме рударството. Рударството во Македонија, старото рударење. Значи, тоа е дел од етнологијата, исто така, нели? И што, каде бев? Во Кратово. Во Кратово се разигра. Се разигра дека во Кратово овој дел, нели, во Кратово, бидејќи таму, нели, биле тие старите рудари, германци кои дошле, сасети и така натаму. Кога е тој, кој период?
Тоа беше пред една недела. Не, кој период дошле германците, сасите? Тоа сасите во пред 13 век. Не мислев ме прашувам за гостите. Да, во 13 век тие дошле специјално овде, нели? Откриле дека има тука на кој како? Не откриле, туку случајно. Не случајно, туку тогаш Македонија било под српското царство и српскиот цар одлучил да ги донесе овде, бидејќи и самиот манастир кој што е, тој бил многу богат крај. Кратово било едно од најбогатите населени места за време на Отоманската империја поради рудните богатства кои што ги поседувал. И како ја скупувале рудата? Па на специјален начин, мислам, таму има луѓе кои што зборуваат дека имало посебни техники кои што ги користеле сасите, кои што нели биле познати само за нив, за саските рудари. И сега не знам, тоа треба рудар нели да го објасни, тек почнавме со истражувањето. Тие техники, посебни алатки кои што ги поседувале, нели, биле специјални само за нив. Значи долгото копање и така натаму. Тунелите што ги има се поврзани под градот, што ги има се исто така дело на... Некои од тунелите не, некои од тунелите се за одбрана, служиле за одбрана во Кратово. Од кога датираат, ти знаеш? Па некои има различни видови на тунели, некои се рударски од тоа античко и саското време, а другите се за време на отоманскиот период кои служеле за исто така и кулите, таму се криеле и рудари, а исто така биле и мислам служеле како живеалиште на рударите, исто така биле и па и место за оставање на златото што го скупувале. Да, исто да, за рудното богатство. Добро, преска те прашав за дали се среќаваш пред малку со колеги од Балканот, ме интересира дали правите моловет само за тоа или нешто друго си правите? Не, нормално дека си правиме и нешто друго. Ама поглавно што е важно? Па имаме доста теми кои што ги разговараме. Значи најмногу сме поврзани со сегашните збиднувања. Например, може да разговараме зошто младите се толку дене, да кажеме една од антрополошките теми, може да бидат се и се што, например, зошто младите слушаат турбофолк. И тоа ти е една антрополошка тема, пример, поврзана со младите. Значи етнологијата не вклучува само минати истражувања и обичаи, нели? Некој кој ќе каже, што си ти по професија етнолог? Вие учите таму приказки. Нешто за минатото одма асоцира. Значи не. Морам да кажем дека тоа е наука која што се занимава и со денешницата и може да зборуваме и да правиме, нели, такви проекти и истражувања кои што се поврзани со денешната реалност. Така, што би се кажало дека е доста жива наука, која се адаптира на сите промени кои што настануваат. Че вие само седите настрана, си гледате, и си посматраме. Луѓето треба да работат тоа што си... Една од методите е, во истражувањето и обсервацијата, да. Така. Да ни наброиш некои од поинтересните обичаи низ светот? Не знам, јас од секогаш мене ми биле фасцинантни, значи, оние племенските заедници и обичаи. Па и посебно, значи, сум ги истражувала и сум се занимавала со аборџините во Австралија. Тие ми се фасцинантни. И можем да кажем дека имаат еден интересен, ајде да кажам, го користат и во обредни дејствија, но го користат и во секојдневието, нивното боди арт. Тие имаат посебен боди арт, значи си ги цртаат своите сликаат или цртаат своите тела. Значи тоа може да има посебна символика, не е како уметност, но има символично значење. Значи символиката е дека тие од кое племе припаѓаат, од каде доаѓаат, која е нивната, значи, позиција, социјален статус во општеството. А исто така и во кој тотем веруваат, со кој тотем тие се поврзани. Значи кога ќе го видиш, одма знаеш за... Па има си посебни истражувања, мислам, јас немам истражувано, нели, толку далеку. Сакам да кажам, луѓето што живеат таму, нели, се разпознаваат по тие знаци, практично се знаци за разпознавање. Како што е облеката кајна, например. Токму така, да. Од сите други материјални добра. И дури во обредни дејствија ги користат кога, нели, имаат посебни танци кои што ги користат, значи си имаат специјални цртежи кои што, нели, ги насликуваат на себе. Значи тоа е
посебна уметност со посебна символика. Така, да. Добро. Почитувани гледачи, само да подсетам дека вие исто така можете да се јавувате на нашите телефонски броеви и да поставите некој прашање кое ви интересира во однос на денешниот празник и во етнологијата воопшто. Сега одиме со еден прилог со наслов Мит и фолклор на нашата нова колешка Ѓурѓица Костадиновска, на кој го честитаме именденот. Да погледнем. Митот е фантастична приказна, создадена во најдалечното минато, во која се раскажува за она што се случило на самиот почеток. Тоа се народни приказни во кои луѓето во недостаток на научни сознанија создавале фантастични објаснувања. Во фолклористиката митот е свет расказ кој објаснува како светот или човечкиот род ја достигнале сегашната состојба во својот развиток. Иако во поширока смисла на зборот, тој може да означува секаков вид на народна приказна. Брус Линкол го дефинира митот како идеологија во раскажувачка форма. Митовите најчесто содржат надприродни ликови и настани. Главните ликови во митовите се богови или надприродни суштества и херои. Во општеството каде што се раскажува, митот се смета за вистински приказ на далечното минато. Всушност, повеќето општества имаат две групи на народни приказни: вистински приказни или митови, и лажни приказни или бајки. Митовите најчесто се случуваат во прастаро време, кога светот се уште го нема достигнато сегашниот облик, и објаснуваат како светот го добива неговиот моментален облик, како биле создадени обичаите, институциите и табуата. Тесно поврзани со митот се легендите и народните приказни. За разлика од митовите, народните приказни можат да се случуваат во кое било време и кое било место, и општеството што ги раскажува овие приказни не ги смета за вистините или свети. Легендите се приказни што според традицијата се сметаат за вистинити, но се случиле во поскоро време, кога светот бил повеќе сличен на сегашниот. Во легендите најчесто главни ликови се луѓето, додека во митовите тоа најчесто се ликови со надчовечки карактеристики. Едни од најпопуларните митови воопшто се митовите за Сизиф, Тантал, Нарцис, Пандора, Едип и слично. Дел од нив навлегли во фразеолошките изрази на јазикот. Така, за секој залуден труд велиме дека е Сизифов. За сите копнежи кои се однесуваат на нешто блиско а недофатливо, велиме дека се Танталови. Нарциси се оние со нагласена самовлюбеност, а надежта останува последна затоа што Пандора ја оставила единствено неа во својата кутија. Едиповиот комплекс преку митот навлегол во областа на психоанализата и е широко распространет термин. Некоја приказна може во некое општество да се смета за вистинска, но во друго општество да се смета за измислена. Всушност, кога митот ќе го загуби статусот како дел од религиозниот систем, често добива карактеристики што се типични за народните приказни. Поранешните божествени карактери се претворени во човечки херои, џинови и самовили. Митот, легендата, епопејата, бајката и народната приказна се само неколку од групите традиционални приказни. Другите групи вклучуваат анегдоти и други видови шеги. Традиционалните приказни се само една категорија од фолклорот што вклучува и гестови, обичаи и музика. Почитувани гледачи, вие сте на фреквенцијата на телеканал А1, ова е емисијата Утрински пулс. Јас сум Стојан Велков Трн, а денешен мој гостин е Јасмина Мазгалиева, дипломиран етнолог. Разговараме за етнологијата воопшто и продолжуваме понатаму со разговорот поврзан со празнувањето на денешниот ден, Ѓурѓев ден. Јасмина, кои обичаи се поврзани со... Пред малку спомнавме малку на почетокот, сега да ги докажеме кои се тие обичаи и обреди кои се поврзани со празнувањето на Ѓурѓев ден. Најпрво да кажем дека Ѓурѓев ден, како што имаше и во најавата, дека е поврзан со христијанскиот празник на Свети Ѓорги Победоносец и на народното верување
кој што е поврзано со будењето на природата Ѓурѓевден. Ѓурѓевден најчесто е празник кој што спаѓа во неподвижните празници, значи бидејќи Великден е подвижен и тој го менува својот датум, а Ѓурѓевден секогаш се паѓа на 6 мај, само денот го менува. И е поврзан со народното верување дека веќе пролетта се разбудува и почнува нов живот. Исто така поврзан со аграрното действување кое што го споменавме кај претходно кај нашиот народ, бидејќи тогаш се започнува одново и луѓето веќе се спремни да одат на своите ниви и да работат. Имат мерак да почнат да работат, до сега било студено. Да, значи пасивниот елемент на зимата веќе завршил и тие се активираат и почнуваат да ги извршуваат своите полски работи. Значи Ѓурѓевден е токму поврзан со тоа. Сите верувања и обичаи се поврзани со берикетот, плодноста, значи регенерацијата која што доживува самата природа. И самиот човек. Да, и самиот човек, да. Се будат хормоните, се настануваат некои процеси кои што терат. Така што има посебни магиски действија кои што се користат за време на овие обичаи, самото тоа што рековме претходно дека сите луѓе скинуваат една гранка и ја стават на својата тоа е имитативната магија која што сакаме од слично да произведеме слично, сакаме природата да внесеме да внесеме берикет, да внесеме зеленило, зелената боја, значи символиката е тоа дека е нешто ново, нешто здраво, значи да има здравје во куќата, да има берикет, младост, значи тоа исто така е поврзано со се носи во стоката тоа зеленило за патување, како што веќе таму да има берикет, значи им се на посебни венци се плетаат за време на Ѓурѓевден, кој што тоа го ставаме или девојките го ставаат и овие млади кои што се пред мажење или женење, пред веридба, значи веруваат дека тоа носи късмет. Еве мајка ми денес тоа не ми го направи бидејќи јас се уште сум немажена. Таа секогаш имаше лепешки, знаеш, од тие лепешките и се ставаат да те залепи, значи да се залепи некој за тебе. Значи денеска е верувањето дека ако оставиш лепешка, некој ќе се залепи од тие зелените лепешки. И јас се викам, ајде, знаеш, бидејќи сум етнолог, како вика не можеш да веруваш, ти го изучуваш тоа, не го проучуваш. Добро, денеска си поминала. Има и залулување на невестите, исто тоа значи, првото залулување, значи првото лулење исто е поврзано со късметот на младите и така натаму. Тоа што ми рече дека за росувањето, зошто што ме праша, претходно за ова прашање, одат на роса, на првата роса, тоа е поврзано со здравјето. Значи, водата има посебно обретно дејство и има посебно прочистувачко дејство, кое што кога ќе излеземе пред изгрејсунце, има посебна роса која што сметаме дека на Ѓурѓевден веќе е нова, значи нова вода, значи се е веќе изчистено претходно, од старата година, мислам, од периодот, бидејќи луѓето ги делат не календарски како ние што веруваме од први, туку ги делат по своите аграрни дејствија кои што ги извршуваат годините. Ја следат природата ја следат природата практично и затоа веруваат дека кога ќе се измијат со првата роса, дека тие ќе бидат здрави. И тоа се како етнолог што мислиш колку влијае тоа врз тоа на вистина да биде така? Па знаеш, добро, не како етнолог, туку како човек кој се занимавал со етнологија, па гледа некакви ефекти од тоа. Сега не можам да кажам, ако веруваш, тоа е исто кога некој ќе те праша дали веруваш во Бог, кога не го гледаш, Секој различно ги доживува работите. Значи, мислиш ли дека има поконкретно да те прашам, мислиш ли дека има ефект за оние кои што веруваат? Па сигурно. Таа енергија која што се создава. Енергијата се пренесува, тоа е космичка енергија која што се пренесува, сигурно има некоја символика. Исто така, сакам да кажам дека
денеска, на денешен ден исто така се вапцат и јајца некаде. Тоа е поврзано, значи јајцето има посебна апотропејска моќ, која што нели или се чуваат јајцата, едно јајце црвено од Великден, кој што на Ѓурѓевден нели се чува. Тоа е символиката поврзана со дождовите и така натаму, бидејќи нели започнуваат полските работи да престанат и дождовите нели да паѓаат. Значи се верува дека јајцето има таква моќ која што нели кога ќе се скрши нели ќе престанат и дождовите, или ако има град, ако се хврли јајцето, значи да престане градобијноста, нели. И така натаму. Сега можеме, ако ме потпрашаш да ми истекнат и многу други работи. Да, знаеш, ќе те прашам. А како е дојдено баш во житието на Свети Ѓорѓија вели дека тој е на 6 мај преминал. Значи, тоа како не е го дојдено реков. поврзувањето на тие два празници? Значи, да, тоа е добро прашање. Тоа не го реков дека ѓурѓевденските празници, значи се поврзани нели Свети Ѓорги и народното нели верување за Ѓурѓевден. Значи тоа е паганското верување кое што подоцна нели со доаѓањето на христијанството, овде нели се живееле пагански народ кој се верувал во свој обичај. И тие се наметнале, значи тоа е како палимцес, нели останало нешто наталожено и потоа се накалемило другото. Значи кога дошле христијаните, бидејќи Свети Ѓорги се поврзува со јужнословенскиот бог Перун. Значи Перун е нели громовникот и му се дава и такво значење на Свети Ѓорги. Го поврзуваат нели истражувачите од оваа област, како и Свети Илија, нели, бидејќи тие се борат со тие митските суштества кои што го носат градот, кои што ги носат дождовите и така натаму. Исто така и змејот и ламјот, кои што се митски нели суштества кои ги носат тие градови, или змејот кој се бори со ламјата. Ламјата е демонско суштество кое всушност е лошо. А змејот е заштитник. Змејот е заштитник на народот, на народот. И така што значи негово победување на ламјата всушност е во контекст и во контексти на тоа, сооднос со победувањето на лошото време па да започне доброто време. Така некако му доаѓа. И сакам нели во однос на прашањето кое што ми го постави, дека во нашите нели народни верувања, иако нели црквата тоа секогаш и свештенството кажува дека не, тоа се пагански, ние не можеме да избегнеме од тоа. Значи овде луѓето нели ги практикувале некои работи и подоцна кога дошло христијанството, христијанизирањето на овој дел, значи морале тие нели тоа свештенство да направи една симбиоза на тие верувања. Како да им го приближи како да им го приближи, како тие да се христијанизираат, и морале на овој начин, значи овие христијански светци да ги поврзат со народните верувања, да не биде апстрактно и неприемчиво. И затоа нели можеме и во самата символика и во иконографијата и така натаму да видиме некои елементи од тие нели верувања кои што се уште останале и се практикуваат. Добро, како народот после си ги поврзува работите? Тоа е многу интересно, нели? Тоа векови треба да поминат. Или барем десетици години, како си ги поврзува? Се стварат некои легенди околу светецот, поврзано со тоа ми е интересно. Можеш ли некоја легенда? Тоа е колективно паметење, значи и пренесување. Да, значи колективното паметење никој не може да ни го одземе. Значи тоа останало кај нас и тоа е колективната меморија која што нели ја имаме. И како некој инстинкт доаѓа. Значи да. Потреба да измислиш некаква приказна. Така, да го величиш оно што те заштитува. Така. Баш така. Од колено на колено се пренесува. Од каде доаѓа тоа од колено на колено? Се истражувала или? Зашто не е од рамо на рамо? Па тоа не знам од каде доаѓа, но така останало, нели, од колено на колено, значи од генерација на генерација, да. Не знам како дошло, сигурно има некој значење. А колевка да не е поврзано нешто со тоа? Па
за исто почнуваат, не знам дали. Не знам дали имаше истражувања. Најпрво, нели, најпрвен, жената се пораѓала не во лежачка состојба, значи таа се пораѓала во клечачка состојба. Можеби од таму доаѓа, да. Од клечење па на колено. Колено, да, и така натаму, да. Точно, да. Значи, јас сега си правам некои мои споредби, да. Па имаше еден прилог, да. имавме ние на почетокот кога почна да работи телевизијата, мислам дека имаше за пораѓањето, за начините на породување. Добро. Чека да видам што ми е следно прашање. Дали нормално сите обичаи се разликуваат од регион до регион? Колку влие, прашањето ми е колку влие општественото сплотување на една нација врз тоа да се изедначат некои ритуали и обреди или пак тие сами за себе нормално си остануваат различни, колку е тоа влијание ако една држава е формирана например пред 100 години, а пред тоа би припаѓала две подрачи припаѓале на различни држави. Па секако дека има влијание, има влијание, да, секако дека има влијание. Например, еве да кажеме тие кои што овде можем да кажем дека јужните Словени си имаат значи посебна карактеристика дека тие си имаат исти, значи символизација и мислам може само реквизитите да бидат различни, но значењето и символиката на обредното действување и на е слична, да, е слична и не се разликува. Значи може само да се разликува во да кажеме ако тука се употребува не знам камен, тамо да се употребува така сега. Камен ставен на дрво, например, или но суштината е иста. А да кажеме, таму каде што, нели, ако граничиме, да кажеме, во западните региони кои што се поблиску до, иако таму е македонско население покрај границата, но ако, нели, има, ако се граничи со албанско, нели, кој што не спаѓа од групата на јужните словенски народи, значи таму се пренесуваат некои други елементи кои што се карактеристични за тој регион. Еве да кажеме, имаме и со српската граница, значи многу од луѓето бидејќи комуницираат, носат реквизити во своето верување и нели најчесто ќе кажеме тоа е српски елемент или не знам колку што е бадниковото гранче, нели. Тоа е нели поврзано со како што рековме, нема изолираност, нели? И луѓето си ги наметнуваат работите едни на други и така доаѓа до една симбиоза и може етнологот ако истражува да каже, од каде дошол овој елемент. Така, тоа. Ама тоа е многу добро затоа што еве за обредите, за обичаите, всушности границите не постојат толку. Не постојат, не. Затоа што народот има некој инает во него кој што го тера да си го прави тоа што неговите предци го правеле. Што е многу добро, затоа што и самото верување, и самото насочување... Тоа им е малку, можем да кажем, поблиску на народот. Тука народот се осеќа посигурен и затоа и го практикува. Тоа е моје мислење. Пак е дел од таа колективна меморија и не е застранува од целото она обкружување што го има. Затоа ги практикуваат. Добро, Ѓурѓиов ден на одредени места се слави во зимскиот период. Повеќе на одредени... Овој крај го слави повеќе летниот. Зашто е тоа така? Затоа што реков, нели, дека календарски, нели, народот ги дели на 2 години. Свети Ѓорѓе, извини. Свети не Ѓорѓе. Ѓурѓиов ден, да, туку Свети Ѓорѓе. Значи календарски го делат, пак е поврзано со тие значи верувања на менување, нели, на времето, на соларниот символ, нели, на равнодневницата. Така што, нели, пролетната или летната започнува сега, а зимната започнува некаде септември или септември-октомври, да. Тука некаде. И затоа, нели, таквото Значи двојната улога, да. Потребата да се убие ламјата на пролет, па ама и на зима. Не на зима, не во тој контекст, но го поврзуваат со завршувањето на една аграрна година, започнувањето на друга аграрна година и затоа нели го заокружување на еден циклус, да. И затоа има нели не само за Свети Ѓорѓе, имаме и други нели обреди кои се карактеристични за летниот и за зимниот период.
Така, има повеќе светители има тоа двојно славење на Ако го прашаш народот, има за Свети Никола има една легенда и за Свети Атанасов ден, мислам, дека нели се налутиле двајца. Има една таква приказна, дека се налутиле комшиите, тој сега ќе има Свети Никола и јас сакам да имам и затоа има и летен зиме, бидејќи се скарали комшиите меѓу се. Добро, тие работи се многу интересни. Тоа е една приказна така. Една дигресија околу тоа зошто има зошто има летен и зимски. Види, народот е обично преку шега ги кажува тие. Да, народот е доста и добро мудар и доста шеговит. Во македонската народна творештво ја има таа шегост, таа шала постои, Шегобиност, Затоа што на тој начин и полесно и подолго се паметат работите, мислам. Да, можно е. Шегата отсекогаш била една нитка низ народот. На овие простори барем, каде што работите истрајувале повеќе баш заради тоа. И покрај тоа, нели, што основната работа кога се шегуваш ти дава здравје, живот, нели, те развеселува. Добро, која е символиката на Јоргованот за овој празник? Истото што Зошто баш Јоргованот? Затоа што нели тој прв се појавува сигурно меѓу првите нели цвеќиња кои што има специфична боја, кои што има посебен мирис и затоа нели се поврзува со тоа будење, со тоа нели со нешто убаво, нешто што и затоа нели се става и на самите Јоргованот куки и така натаму. Значи бојата има интензивна боја. Едно време правевме доста чатали од Јорган, тоа не беше главното дрво од кое погодно беше така, па можеби останало нешто од тоа од ловот. Нешто има, не знам, тоа не ми е познато. Додека родот нивите треба се лови. Да, тоа не ми е познато. Сега те збогати со еден елемент. Зошто ромите го слават овој празник? На големо го слават? Да, на големо го слават. Па кај ромите исто, тоа е еден, знаете, нели, будењето на природата не е поврзано само, нели, со нашиот народ, нели, тоа е една космичка, и со православието, тоа е една космичка енергија која што се случува, Тие, значи, кај нив се нарекува ергиза или нека така, имаат посебен збор за Ѓурѓевден. Песната некако оди и се употреба. И тие исто така го слават будењето на природата. И најмногу, значи, кај нив се слави тоа, имат посебно како кај нас, нели, за късмет на младите, и кај нив е тоа застапено, тоа верување. Значи, тогаш посебно, нели, ромите се збират на едно место и доаѓа како еден вид на запознавање, нели? Помеѓу народот, помеѓу тоа, ти имаш невеста за давање, јас имам. Не, знае, така се случувале работите во минатото. Кои други обичаи ги имаат они? Па тоа исто имаат и тие, значи, капење во вода, тоа обредно дејствување врз нив, прочистување, Можеби елементите дошле, еве, и претходно споменавме, бидејќи повеќе од ромите се и православни христијани, бидејќи нели живеат близу до нас, нели, македонското православно население, но и во муслиманскиот свет се забележуваат овие празници. И тие имаат, нели, обичаи како и кај нас, нели, што се дава курбан за време на Ѓурѓевден. Тоа е поврзано со жртвувањето, нели, подоцна може да позборуваме за тоа, бидејќи се давало посебна жртва. Ламјата, па ламјата била поврзана со тоа дека и во иконографијата, во некои од иконографиите можеме да видиме како нели Свети Ѓорѓе ја убива ламјата, а до него стои принцеза, нели тие верувања или архетипски форми се појавувале на многу други места и ги има во многу други народни верувања. Се сметало дека нели ламјата била заштитник на тие води, на тие езера и значи принцезата е како еден вид жртва. Значи ќе ја ослободам принцезата ако нели се жртвува. И тука нели се нашол Свети Ѓорѓе
кој што ја убива ламјата и ослободува принцезата или некоја девојка, не мора да биде нели принцеза. Обично е млада девојка, лучна, убава и тоа е нели жртвувањето кое што нели денес во име на Курбан се дава нели на овој ден. Така. Да, тоа се... Добро, тоа е во врска со жртвувањето и со празнувањето. И со празнувањето за... Имаме што многу малку време. Сакав да кажем дека практичната примена на тие празници, односно славењето на сега тоа е период каде што имаме с повеќе празници, панагири, така наречени или сеири, што ги викаме ние овде. Значи Свети Атанасије, Свети Константин и Елена, па не знам кој друг празник, поврзани со тука во тој период каде што луѓето доаѓаат и се запознаваат, нели, едни со други. Тоа е колективно славење на нештото, тоа е колективно радување, значи луѓето имаат потреба да споделат нешто, значи таа радост за будењето на природата, дека се започна однова, дека и да се најдат младите, да се здушат, да се видат, да кои се што. Значи тоа е таа символика на да одиме, нели, да посетиш некој и така натаму. Тоа е таа символика која што нели се поврзува со панагирите, и се. Нели денес имаме саеми, тогаш имале нели луѓето панагири. Значи тоа е таа символика. Луѓето сакат заедно нешто да споделат, жртвувањето или кое што нели свештенството строго го забранува, а нели да се за народот за јагне, за народот е сосема нормално сакат да споделат нели од своето од јагнето, нели, да најдат и други луѓе за берикет, за убаво, за плодност на своите, нели, на својата стока што ја има, на својот, нели, плод што ќе ја роди неговата нива и така натаму. Тоа е една многу хумана димензија всушност. Може би на нехуман начин, колење, давање на жртва, но многу хумана затоа што се собираат луѓето, има дружење, има веселба. Сакат да споделат со другиот. Значи, јас не сакам сам тоа да го јадам или туку сакам да го споделам со другите за и мене повторно земјата да ми врати или дождот кој што ќе посее. Значи, тоа се тие символики, тоа е таа имитативна магија која што нели. Но и тој елемент за поврзувањето со другите луѓе е многу битен, затоа што ако не го поканиш некој да ти дојде на слава, нема да одиш и ти. Практично, ако не ти дојде он, кој ќе ти треба да ти помогне, нема да дојде да ти помогне. Има тоа и практична примена. Сигурно. Што е многу добро, пак ќе спомнам, дружењето е секако добро, неизоставен дел од секоја слава е алкохолот, нели, не само јадењето, кој исто така си има некаква... Само да не претериме, нели? Да не претеруваме, па и со храна, ако претереме, нема да биде тоа што... Така да си има некаква исто убаво значење, опуштање на народот и така натаму. Добро, Есмина, кажи ни уште со тоа што се занимаваш сега, која можеби ќе не биде најава на некоја следно твое гостување, следна наша тема, да не биде само етнологијата. Па, моментално сум на магистерски студии по културен менеджмент и културни политики во Белград, на УНЕСКО катедрата за културен менеджмент и културни политики. Моментално, нели, го пишувам мојот магистерски труд. Во фаза сум на пишување магистерски труд. Исто така имам и свое здружение кое неодамно е формирано за развој на култура и културни индустрии. И моментално исто работам во една друга невладина организација која што е доста позната во Струмица, тоа е организацијата Избор. Добро, вред. Ти благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата, се надевам дека во некоја идна емисија ќе зборуваме за други теми. Така како што се зборувавме сега, многу убаво си направивме мојот. Се надевам набрзо ќе ни дојдеш пак. Има и убав ден, среќен Ѓурѓев ден. Фала и на вас исто. И на сите гледачи. И да отидеш мајка ти таму ти стави нешто да се залепешка. Добро. Ние почитувани гледачи, сега одиме со вториот прилог за денеска, насловен како Бон тон кај младите. И тоа повторно од една наша нова колешка, која верувале или не, исто така се вика Ѓурѓица, но со презиме Златкова. Па и нејзи го честитаме именденот, одиме да видиме што ни подготви таа. Бон тонот или доброто однесување е збир на правила со кои се исполнуваат одредени очекувања на социјално однесување. Сите луѓе треба добро да се однесуваат. Тоа се бара и од младите и од старите.
Дури најмалечките дечиња се предупредуваат што да прават, да мијат раце пред јадење, да не претеруваат во скокање, да внимаваат да не скршат нешто, да се воздржуваат кога се на гости, да кажуваат молам и благодарам. Целта е сите за детето да кажат дека е добро воспитано. Детето мисли дека дома не смее да прави што сака, зашто таму го надгледуваат родителите или баба му, а надвор е сам и може да дивее. Тоа не е точно. Детето треба да се научи какво е доброто поведение и однесување на разни места и пред разни луѓе. Тоа се нарекува бон тон, што значи правилно однесување. Кога ќе појдат на училиште, од децата се бара и се очекува да бидат мирни на часот, да ги слушаат наставниците, навреме да изработуваат домашни задачи, да бидат достојни ученици. Тогаш децата почнуваат да се дружат со своите врсници, да одат кај нив дома, да се играат со другарите надвор, заедно со пријателите да посетуваат кино или интернет клубови. Тоа значи дека треба и самите да внимаваат што прават и да постапуваат добро, без надзор од родителите. Бон тонот за деца е низа постапки кои децата треба да ги направат. Ако постапуваат како што е барано, тогаш ќе ги сметаат за воспитани. Ако се постапува спротивно, ги сметаат за невоспитани. Начин на добро однесување е кога детето ќе се измие и среди наутро и секогаш пред да излезе, инаку ќе го сметаат за неуредно и ќе го избегнуваат. Исто така детето треба да внимава да се однесува правилно, да не биде насилно кон другите соученици, да не се перчи и да не биде горделиво, инаку нема да го сакаат и ќе биде избегнувано. Доста битно за едно дете е неговиот начин на однесување на маса. Детето треба да јаде смирено, со помали залаци, со нож и вилушка. Детето треба да користи крпичка за нос и за бришење на устата, бидејќи ако се брише со ракав, сите ќе му се смеат и ќе покажуваат на него. Пожелно е детето да не чкрта по книгите и тетратките, тие треба да се уредни, бидејќи се огледало на ученикот. А исто така не треба да ги опропастува книгите и тетратките на другите, затоа што доколку го прави тоа, нема да го сакаат и некако ќе го казнуваат неговото лошо однесување. Кога се наоѓа во автобус, детето треба да им отстапува место на постарите без да измислува приказни како е многу болно, па треба да го жалат и немо да му го дадат местото. Кога е на гости, треба примерно да се однесува, да не им го расипува расположението на другите со своето скокање и лошо поведение, инаку нема да го канат или родителите нема да го водат на гости, ниту пак ќе го пуштаат кај другите дома. Понекогаш детето не сваќа дека е непристојно да се внесува во збор кога разговараат постарите, но во тој случај родителот е тој кој треба тоа да му го објасни. Децата не се намерно непристојни, туку се уште не ги познаваат правилата на добро однесување. Правилата на однесување стекнати во детството, детето ќе ги запомни за цел живот, а тоа ќе му биде од помош во сите животни ситуации, дури и кога ќе стане возрасен. Драги гледачи, дојдовме до крајот на денешното ѓурѓовденско издание на Утрински пулс. Имајте убав празник, им посакувам среќна слава на сите оние кои го слават Свети Ѓоргија, тоест Ѓурѓовден. Имајте берикет и среќа преку целата година. А денеска нека вашите гости дојдат во пријатно расположение и нека си заминат уште повесели од вашиот дом. Секој е добро и се гледаме утре. Јас сум Стојан Велков Трн, а ние се гледаме, се разбира, утре, во истото време, на најгледаната регионална телевизија Телеканал А1.